Со цел зачувување на животната средина и подигнување на свеста за рециклирање на електричен и електронски отпад, екопроект КОК заедно со Ротари клубот Кочани Винице, а со подршка на Екоцентар Скопје, започна со организирање на акцијата за рециклирање на електричниот и електронскиот отпад. Ова се организира прв пат на територија на Источна Македонија и во соработка со фирмата Овластен рециклатор за електрична и електронска опрема направивме договор и за понатамошна соработка. Така да ова е еден апел до сите физички лица и сите правни лица кои имаат за отпишување, односно за отстранување електричен и електронски отпад, можат да го донесуваат во складот на екопроект КО секој работен ден од 8 до 16 часот, за што ќе добијат соодветна документација за раскнижување во нивните фирми, а додека физичките лица ќе придонесат во зачувување на животната средина. Според новиот закон, електричните и електронските уреди не смеат да се фрлаат во отпад, за нив може да се погрижи само овластен рециклатор, па затоа оваа акција за собирање за прв пат се организира овде во источниот дел на државата. Кампањава пред се е резултат на воведувањето на новиот закон, каде што сите правни и физички лица имаат уврска да го сортираат својот отпад. При тоа не смее да се фрла било каде, заради тоа што електронскиот и електричниот отпад пред се не е ни комунален отпад. Тоа е отпад кој што создава иднина за создавање на нови производи. Во соработка со Сојузот на Ротари во Република Македонија и сите клубови се обидуваме да ја подигнеме свеста на правните и на физичките лица. На физичките лица пред се да си ги чистат своите подруми, домови, така натака, да си создадат простор за оние стари работи, додека пак правните лица, покрај тоа што ќе си направат нови квадратни метри, што се вика, да си чистат своите подруми за своји нови цели, истите имаат законска обврска, да ги предадат на овластен рециклатор, кој што ќе им издаде соодветна документација дека тие не ги фрлиле на било каков комунален отпад, туку дека ги донеле во овластена компанија. Инаку досега во акцијата се вклучија само од основните училишта Раде Катовче и Марина Попиванова, па затоа Екопроект КО апелираат до сите физички и правни лица своите стари неупотребливи електронски апарати да ги рециклираат во објектот на Екопроект КО.